Гледате Flash International на ТВ Стар. Ова се последните новости од светот. Председателката на шпанската покрајна Леон, Изабел Караско, синоќ е убиена со огнено оружје, соопштија шпанските власти. Портпаролката на националната полиција соопшти дека Караско е убиена со неколку истрели, а една жена е уапсена, не наведувајќи други детали. Премиерот на Шпанија, Маријано Рахој, пратениците на владеачката Народна партија, како и на опозиционата Социјалистичка партија, ги откажаа сите планирани обврски и го изразија своето искрено жалење. Албанската полиција објави дека разбила криминална мрежа за пренесување на луѓе во САД. Уапсени се 15 луѓе кои дејствувале во Тирана и Скадар и наплаѓале по $20,000 од човек за транспортирање во Мексико. Потоа за нив подготвувале фалсификувани документи за да влезат во Соединетите Американски држави. На ваков начин во САД биле пренесени над 50 луѓе, соопштија властите во Тирана. Апсењата се извршени во соработка со американските власти. Полицијата од Тузланската жупанија во Босна и Херцеговина уапси 6 насилници, осомничени за немирите од 7 февруари. Уапсените се товарат за опожарување на зградата на локалната жупаниска власт, а денес се предадени на државниот јавен обвинител. Инаку, немирите во Тузла во февруари избија откако незадоволните граѓани излегоа на улиците да го изразат својот револт поради тешката социјално-економска состојба во земјата и високата стапка на невработеност, пошто ситуацијата ескалираше. Семена куќа во сојузната држава Њу Хемшир во САД експлодирала за време на телевизиски пренос во живо. Се претпоставува дека за инцидентот е виновен сопственикот Мајкл Нолан, кој пукал во полицаец кој пристигнал во тој момент во куќата по дојава за семено вознемирување. При тоа и двајцата го загубиле животот, пренесуваат американските медиуми. Земјотрес со јачина од 6,8 степени по Рихтеровата скала утрово го погоди брегот на Панама, објави Американскиот геолошки институт. Епицентарот на земјотресот бил во морето на 132 км јужно од градот Давидо, на длабочина од 10 км. Официјалните лица велат дека нема опасност од цунами, но дека ситуацијата и понатаму ќе се следи. Властите велат дека нема големи материјални штети и настрадани. Гледавте Flash International, следуваат регионалните вести од истокот на Македонија. Гледајте не!